Државната комисија за спречување на корупција ги предупредува сите што управуваат со државни пари и имот, за време изборниот процес да си ги приберат рацете и трговија со гласови да нема, а председателката Билјана Ивановска потенцираше што овие институции и јавни предпријатија во овој период не смеат. Од денот на донесување на одлуката за распишување на избори до завршување на изборите за избор на градоначалник и членови на Советот, односно до конституирање на советите на општините и градот Скопје, не може да се започне изградба со средства од буџет или од јавни фондови или со средства на јавни предпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал. Исто така, институциите не смеат да вршат исплати на плати, пензии, социјална помош или други исплати и материјални надоместоци од буџетски средства или од средства на јавни фондови кои не се редовни месечни исплати. Освен ова, 20 дена пред започнување на изборната кампања, институции и јавни предпријатија не смеат да вршат и промоција на објекти од државни пари. Не може да се одржуваат јавни настани по повод започнување на изградби или пуштање во употреба на објекти изградени со средства од буџетот или од јавни фондови или со средства на јавни предпријатија или други правни лица кои што располагаат со државен капитал, а тоа се објекти во инфраструктурата како патишта, далноводи, водоводи, канализација, спортски игралишта и други објекти како на пример училишта, градинки и слично. Сепак, и покрај сите законски ограничувања, предвидените казни и други последици од непочитување на законите, носителите на јавни функции досега секогаш наоѓале начин како законот да се заобиколи и злоупотреби, признава Ивановска. Да се изнаоѓаат разни начини да се заобиколат овие забрани. Порано немаше забрани, тие забрани произлегле од, како би рекла, некое непрофесионално и несоодветно постапување на претходните гарнитури, па се договориле дека ќе има правила на игра. Меѓутоа, секоја година гледаме дека овие правила на игра сака да се заобиколат.